Економија, политика, живот и во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, ќе гледате веднаш по најавите. Останете со нас. Кавадаречкиот гигант нема да згасне. Фен Индустри доби нови собственици. Примо предавање на градоначалничката функција во општина Велес. Одбележан денот на македонската револуционерна борба 23 октомври. Кавадаречкиот гигант нема да згасне. Фен Индустри од денеска доби нови собственици. Тоа е бугарската фирма Енекот, која има 35 фирми со различни бизниси во Бугарија. Новиот собственик ги превзема сите обврски кон доверителите. Работниците остануваат на работа без никакви промени во нивниот работен статус. За многу кратко време се очекува печките во Фени да започнат со работа во полна пареа. Мартина Митков. Решен е проблемот со комбинатот Фен Индустри, тој доби нови собственици. Станува збор за бугарската фирма Енекот, која има 35 фирми со различни бизниси во Бугарија. Новиот собственик ги превзема сите обврски кон доверителите. Сега повеќе нема екзистенцијална опасност за 830 работници кои работат во фабриката. Тие остануваат на работа без никакви промени во нивниот работен статус. Потонаа во вода изјавите на дел од локалните структури, кои што тврдеа дека кавадаречкиот гигант ќе оди во стечај, а работниците ќе останат на улица. Денес имавме средба ние таму во комбинатот и ја споделивме информацијата дека има нов собственик Фени Кавадарци и со представникот исто така разговаравме на новиот собственик, спремност, кооперативност во секоја смислена зборот покажува и се надеваме дека иднината на Фени е светла. Знаете, овие 2-3 месеци ништо све поминаа и вработените и сите околу нив. На денешната средба во фабриката, новиот собственик дал ветување за спремност и за нови вложувања со цел успешна понатамошна работа. За многу кратко време се очекува печките во Фени да започнат со работа во полна пареа. Струја и руда има, недостасува само јаглен, за кој веќе се знае од каде ќе го набават. Од она што како првичен впечаток го добивме и од представникот на собствениците, дека се работи за сериозна компанија и се работи на долгорочно присуство нивно овде за успешно работење на Фени и екзистенција на тие илјадати на семејства колку што се врзани со производството на Фени. Проблемот се реши на задоволство на сите страни засегнати во преговорите, на задоволство на кавадарчани, а најмногу на работниците. Ова е значаен ден. Новиот собственик е сериозна компанија и ние се надеваме на светла иднина за Фени, додава Ристевски. Од денеска градоначалник на општина Велес Аца Коцевски точно напладне во присуство на членовите на Советот и вработените во општинската администрација, но и гости, досегашниот градоначалник на општина Велес Славчо Чадиев на символичен начин врачувајќи му клуч, кој тој го доби од претходниот градоначалник Горан Петров, му ја отстапи функцијата градоначалник. Символично со предавање на клуч, Чадиев му ја предаде функцијата градоначалник на Коцевски. Но овој чин му претходеше доделување на решението за градоначалник од страна на општинската изборна комисија. Градоначалникот Коцевски во своето прво обраќање рече дека неков приоритет ќе биде враќањето на приматот Велес општина за пример. Да се биде градоначалник на општина Велес е голема чест, но и уште поголема одговорност, затоа што Велес е град со посебно место и улога во историјата, просветата и културата на македонскиот народ и држава. Затоа сакам јавно свечено да изјавам дека функцијата градоначалник ќе извршувам честно, одговорно, со голема љубов и посветеност, дека заедно со членовите на Советот ќе се трудам
сите средства кои ќе се слеваат по разни основи во буџетот на општина Велес да се трошат до денар строго наменски според претходно утврдените приоритети заедно со граѓаните на општина Велес или различни целни групи на граѓани на општина Велес. Во изминатите 4 години ниту за миг не заборавив кој сум, од каде сум и каде припаѓам. Приоритет ми беше на секој да му дадам шанса, добрата идеја да ја развие и со тоа да допринесеме за развојот на Велес, рече во свој одговор до сегашниот градоначалник Чадиев. Секој од својата позиција го даде максимумот се со една единствена цел, да ги реализираме планираните активности, да го движиме Велес во насока што ни ја дадоа неговите граѓани, прифаќајќи ги нашите предизборни програми во тој момент. Гордо можам да велам, да кажам, ветеното го остваривме и го надминавме повеќе пати. И во областа на локалниот економски развој, во образованието, социјалната заштита, културата, комуналната сфера и сите надлежности на Советот на општина Велес. Особено сум горд на големиот скок во поддршката на спортот и подигнувањето на борец во градски бренд во ракометот. Чадиев вели дека на Коцевски во градската каса му остава 17 милиони денари, но и Велес како едно големо градилиште. Во интерес на граѓаните ке работеле и советниците. И тие денеска ги добија уверенијата. Советот на општина Велес сега е составен од 12 советници на СДСМ и 11 на ВМРО ДПМН. И му порачувам дека ние од ВМРО ДПМН сега како опозиција ќе следиме работата во секоја минута во наредните 4 години од работата на општината на Советот на општина Велес. Ќе ја следиме секоја и ќе ја поддржиме секоја добра одлука и секоја добра идеја, меѓутоа и ќе бидеме тука да се спротивставиме најостро на секоја одлука или секоја идеја што не е добра за граѓаните на општина Велес. Од наредната недела Коцевски вели дека започнува со официјална работа, додека пак Чадиев најави дека се враќа на своето работно место во здравствениот дом во Велес. Јавна трибина по студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на проектот собирање и третман на отпадни води се одржа во Велес во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање. Јавна трибина се одржа во општина Велес по студија за оцена на влијание врз животната средина за изведување на проектот собирање и третман на отпадни води во општина Велес, организирана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Подрачјето на проектот ги опфаќа градот Велес, Башино село, Чалошево, Превалец и Горно Оризари. Целта на секторот води е подготовка на интегриран пристап за одржливо управување со водите. Студијата која што беше промовирана е развиена во рамки на повеќегодишната оперативна програма за регионален развој за помош на заедницата за регионален развој Europe Aid, компонента подготовка на студии. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води е предвидена на локалитетот Бабуна. Вкупната површина предвидена за изградба на пречистителната станица е 3,7 хектари. На левиот брег на Вардар има поројни дотеци, што значи дека не се потребни дополнителни заштитни мерки, а главниот колектор за отпадни води не мора да го преминува левиот брег, што значи дека нема да биде потребно да се изведуваат градежни зафати под речното корито на Вардар, стои во студијата. Имплементацијата на овој проект ќе создаде бенефити и за животната средина и за позитивно влијание врз јавното здравје. За 102,8% е зголемен индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август 2017 година во однос на август 2016 година, покажуваат најновите објави на Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во повеќе сектори. Валентина Михайловска ги има деталите. Индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август 2017 година во однос на август 2016 изнесува 102,8, објави Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се
на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен, уметност, забава и рекреација и стручни, научни и технички дејности. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите рударство и вадење на камен, уметност, забава и рекреација и снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август 2017 изнесува 22.912 денари, во август 2017 1,1% од вработените во Република Македонија не зеле плата. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во август 2017 година во однос на август 2016 изнесува 102,7. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во август 2017 изнесува 33.675 денари. Со положување на свежо цвеќе пред споменикот на Велешките илинденци се одбележа 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Пред споменикот на Велешките илинденци со положување свежо цвеќе се одбележа 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Почит на борците им оддадоа делегации на општина Велес, општинската организација на Сојузот на борците од Велес, представници на АРАМА, Сдруженијето на пензионери и представници на детската градинка Димче Мирчев. На 23 октомври 1893 година во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун се собрале 6 млади мажи за да ги стават основите на тоа кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода. Основоположници биле Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батанджиев. Организацијата се борела за ослободување на Македонија со собствени сили, без помош од надвор. Формирањето на македонската револуционерна борба значило почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку Илинден 1903 и Крушевската република, а потоа преку народно-ослободителната борба резултира со создавање современа, самостојна македонска држава. По вчерашниот штрајк на грчките гранични службеници, сообраќајот на граничниот премин Меджитлија на границата кон Грција од утрово е нормализиран. Сообраќајот беше во прекин од вчера од 6:30 часот утрината. Во тој период се пропуштаа само пешаци. Продолжуваме со вести од Македонија. ДИК расправаше по 46 поднесени приговори од ВМРО ДПМН, ТМОРО, Алијанса на албанците и Левица. Одбиени се сите, брифираат од таму. Сега политичките субјекти против одлуката на ДИК може да поднесат тужба до управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението, а управниот суд пак по приемот на жалбата должен е да донесе одлука во рок од 48 часа. Вториот круг на локалните избори ќе се одржи на 29 октомври. На 32-та седница владата ја именуваше професор доктор Ана Павловска-Даневска за член на ГРЕКО, група на држави против корупцијата во Советот на Европа. Владата ги задолжи сите ресорни институции да ги применуваат и да постапуваат по барањето, укажувањата и препораките упатени до нив од страна на Народниот правобранител. Министрите ја разгледале информацијата за склучениот протокол помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската Федерација за размена на документи и информации поврзани со царинските вредности на стоки, но и работниот план за соработка помеѓу двете царински управи. Ке се предлабочува соработката со соседно Косово во областа на борбата против трговија со луѓе. Владата на вчерашната седница донела одлука за преговори за склучување на протокол со владата на Република Косово. Во собраниска процедура, владата го вратила предлог законот за изменување на законот за заштита од пушење.
Бурата Брајан во текот на викендот ќе погоди делови на Велика Британија и Ирска, соопшти Ирскиот метеоролошки завод. Во сабота е издадено жолто предупредување за силни ветрови и можни поплави во делови на Јужна и Западна Англија и Велс, а портокалово за Република Ирска за можни значителни последици. Се предвидува бурата со ветрови со јачина од 112 км на час во раните утрински часови в сабота да погоди делови на југозападна Ирска. Вести од светот во продолжение. Најмалку 1 милијарда долари е штетата на осигураниот имот што шумските пожари ја причинија во Калифорнија. Истовремено, калифорнијските власти соопштија дека речиси 7000 куќи и други објекти се уништени во огнената стихија. Надлежни екипи продолжуваат да ги пребаруваат подрачјата зафатени од пожарите, во кои загинаа 42 лица и се очекува износот на штетата и бројот на уништените домовите се зголеми. Прелиминарните проценки на загубите се направени врз основа на податоците од 8 најголеми осигурителни компании во загрозените области, изјавил официјалниот представник за државно осигурување на Калифорнија Дейв Џонс, додавајќи дека при вршењето на проценките не е вклучен имотот што не е осигуран. Тој истакна дека се очекува вкупната загуба, веројатно драматично да се зголеми. На 43 се искачи бројот на загинати во пожарите што минатиот викенд избувнаа во Португалија, соопшти портпаролот на Португалската агенција за цивилна заштита Жорге Диас. Според неговото соопштение, последното тело на жртва од пожарите е пронајдена вчера во близина на болницата во градот Коимбра. Во вторникот противпожарните служби успеа да ги стават под контрола најголемиот број пожари, во што им помогнаа и врнежите од дожд и падот на температурите. Португалската министерка за внатрешни работи Констанса Урбано де Соуза завчера поднесе оставка на функцијата, преземајќи одговорност за смртта на над 100 лица во овие и во пожарите што ја зафатија Португалија во јуни годинава. Денес имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб ветер од јужен правец. Дневната максимална температура достигна до 28 степен. До недела ќе се задржи стабилно суво и топло време со надпросечни дневни температури за овој период од годината. Под влијание на влажен бран од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд на места пообилни. Дневната температура значително ќе се намали, особено во вторник кога ќе дува и засилен северен ветер. Ова е последната информација во овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.